Да, за што денес се промовира за проектот кој што наспрати да започне со организација на организување централно градско подрачје. Добар ден на сите и од мене. Пред се сакам да се заблагодарам на голем број на представници на Европската унија кои што денеска се присутни во општина Велес, како што сум најмногу пати. Европската унија е најголем, најсериозен фактички финансир на проекти кои што се имплементираат во овие години и по кои што извршува функцијата. Еден од проектите е уредување на централното градско подрачје, каде што со поддршка на Европската унија добиваме над 730.000 евра за уредување на просторот помеѓу Сармале и Кружниот тек. Овој проект е како неколку пати го име најавувано, имавме сериозни проблеми во делот на растењето на цените во изминалата година и имавме неколку неуспешни обиди за избор на фирма која што ќе извршуваше градежните работи. Со разговор со Европската унија направивме корекции врз основа на претходните понуди и во постапка сега моментално на избор на фирма и се надеваме дека некаде за месец дена би имале фирми и почнале фактички реконструкција на веќе постоечкиот кружен тек, целосна реконструкција на улицата на 8 септември со атмосферска канализација и фекална канализација, нови тротоари, нов асфалт и нов кружен тек на Сармале со цел регулирање на сообраќајот во овој дел на нашиот град. Значи дека не се враќаат коцките градоначалник назад во пешачката зона и втора работа, од проектот веќе го нема подземниот паркинг? Не, во проектот никош го нема подземниот паркинг, заради тоа што проектот е малкуцка поголем. Само подземниот паркинг е 1,5 милиони по старите време пресметки. Ние неколку наврати се обративме до владата на Република Македонија со зборови со премиерот за финансирање на таков проект, но се уште немам позитивен одговор, додека овој проект е фактички потекот од Сармале до Кружниот тек со реконструкција на ова улица и многу смарт елементи, не знам за нашите сограѓани имаме паметно осветување, дополнително имаме просторки за автобуси, урбани, паметни континери, значи има многу елементи кои што се смарт, но никогаш не бил проектот како што опфатени паркингот, со тоа што ние не се откажуваме од изграбата на катната гаража и не се откажуваме ниту од изграбата на плоштад над катната гаража, со тоа овој дел на нашиот град да биде целосно разубавен на некој начин. Така да се трудиме да обезбедиме дополнителни финансиски средства, но ово што сме го обезбедиле е моментално од Сармале до Кружниот тек и Коњаникот. Кога ќе се обезбедат дополнителни финансиски средства, морам да кажам дека општина Велес нема такви средства за таков еден поголем инфраструктурен проект, кој што во моментот според моите проценки може и над 2 милиона евра, заради тоа што изминалата година имавме страшно зголемување на цени на се и се што во нашата држава, од циментот, од железо, од асфалт, од бетон, од се и се што. Така да се надам дека ќе најдеме силки разбирање со владата, ако треба и ние да кофинансираме со поголема сума на финансиски средства, и за тоа сум расположен и овој проект како целина да биде затворен. Значи ќе се работи во неколку фази.